вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Системски пропуст. Вака претседателот Барак Обама објасни што им се случило на безбедносните агенции во САД, кога не успеале да го спречат младиот нигериец кој во петокот успеал да прошверцува експлозив во авион на пат кон САД. Председателот Барак Обама вели дека американските агенции за безбедност направиле системски пропуст кога не успеале да го спречат нигериецот, кој токму на католички Божик прошверцувал експлозив во авион на пат за САД. Обама, кој во моментов со семејството ги минува празниците на Хаваи, истакна дека американските безбедностни агенции несоодветно ја споделиле информацијата откако добиле предупредување од таткото на нигериецот. Умар Фарук Абдул Муталаб се товари дека се обидел да активира експлозив во авионот на Northwest Airlines, кој се обраќал на релација Амстердам-Детройт. Председателот на САД пропустот го нарече комплетно неприфатлив и истакна дека земјата мора брзо да ги поправи грешките во домашната безбедност. Тој нареди прелиминарни истраги. Резултатите треба да бидат објавени утре. Поред експертите, Јемен е плодна почва за активностите на терористичката мрежа Ал-Каида. Јеменските власти потврдија дека нигериецот, кој наводно се обидел да активира експлозив во авион на пат кон САД, месецов престојувал токму таму. Умар Фарук Абдул Муталаб самиот вели дека се обучувал со оперативци на Ал-Каида во Јемен. Министерот за информации на Јемен потврди дека тој престојува во земјата. Два пати го посетил Јемен, во 2004 и во 2005. Вториот пат дошол во август, а заминал последната недела во декември. Дошол со изговор дека студира арапски. Абдул Муталаб добил студентска виза откако покажал визии од повеќе пријателски земји, меѓу кои од Соединетите Американски држави, вели министерот. Аналитичарите тврдат дека Ал-Каида повторно зема замав во Јемен. Тоа не е за изненадување за Ричард Фонтейн од Центарот за нова американска безбедност. Зрела е за растеж на Ал-Каида, бидејќи во основа е земја во која централната влада не успеа да оствари контрола врз целата територија. САД и Јемен интензивно соработуваат против Ал-Каида на јеменска територија, додава Фонтейн. Од Јемен доаѓаат предците на Осама бин Ладен. Земјата е на терористичката мапа уште од бомбашкиот напад врз американскиот брод USS Cole во 2000-та, кога загинаа 17 морнари. Во изјава на интернет, организацијата која самата се нарекува Ал-Каида на арапскиот полуостров презеде одговорност за нападот на Муталаб и тврди дека одмазда за американската поддршка за операциите против организацијата во Јемен. Фонтейн смета дека организацијата најверојатно сака да го искористи нападот за само реклама, но подвлекува дека е мудро што САД не ја подценуваат Ал-Каида во Јемен. Нестабилноста во Јемен ќе се прелее во остатокот на полуостровот и очигледно Соединетите Американски држави со децении се обидуваат да одржат стабилност во тој дел на светот. Имајте напред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации, појдете на glasnaamerica.com. САД ги предупредуваат своите граѓани за патување во Индија поради потенцијалните терористички закани и немери во јужниот дел на земјата. Ова уследи откако американската влада и натаму продолжува да добива информации дека терористички групи можеби планираат напади во Индија и дека претходните инциденти покажале оти терористите ќе целат на локации каде американците вообичаено се собираат. Американски представници велат дека администрацијата на Обама подготвува санкции против Иран поради одбивањето на Техеран да ги прекине контроверзните нуклеарни активности. Вашингтон наводно е разгледува опцијата за воведување на санкции, особено за поединци и институции поврзани со иранската влада, а не мерки кои би наштетиле на иранската економија. Истиот извор додава дека САД имаат намера да ги воведат новите санкции против Иран во соработка со европските сојузници и преку Советот за безбедност на Обединетите нации. По турбулентната година за автомобилската индустрија, производителите на автомобили најавуваат свеж почеток на 2010. Експертите додаваат дека Кина ќе има поголема улога во случувањата во оваа сфера.
2009-та продажбата на автомобили во САД беше најниска во последните 26 години, но 2010-та ветува светлина на крајот на тунелот. Клучниот збор е зелено, според уредникот на магазин Ричард Хедланд. Ќе продолжи трендот за еколошки автомобили, фокусот на изминати километри по литар гориво и помало испуштање на јаглерод диоксид. Тоа доминира на семите. Аналитичарите предвидуваат дека автомобилските производители ќе вратат дел од загубеното благодарение на поголемата достапност на кредити и враќање на глобалниот економски растеж од 3%, за да привлечат купувачи, тие дизајнираат нови модели, атрактивни и за младите и за старите. За помладите, Toyota Hi-CT е инспирирана од популарните јапонски цртани филмови. Оние со подлабок джеб ќе може да изберат хибридни верзии на луксузни марки како Lexus, BMW или Mercedes. На оние што поради рецесијата пак размислуваат два пати пред да посегнат во джебот, им се нудат посветли бои. Мојата најомилена боја на моделот 2011 Fiesta е така наречената стиснат зелен лимон. И најновата технологија се користи како мамец. Рамните екрани го заменуваат аналогното избирање. Ви ја покажуваат брзината, ви покажуваат каде да одите, може да се логирате на интернет. Но највоочлив тренд е избивањето на Кина како еден од главните играчи. Според одговорниот за инвестиции во Нисан, Јасуаки Хашимото, уште во 2009-та продажбата таму се зголемила за 30%. Кина има голем потенцијал бидејќи модернизацијата само што започна. Мислам дека Кина наскоро ќе биде најголемиот пазар во светот. Утре во News Flash, оделото не го чини човек, но дали помага при вработување? Тоа се за денеска. Ово беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За сите најнови информации од САД и во светот, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте ни утре.